35 велешки народни песни содржи новото дело на Никифор Смилевски, на којник дуќан да имам, која денеска беше промовирана во локалната библиотека. Во книгата се опеани велешки љубовни и патриотски песни и ликови кои останале запаметени во велешката историја. Никифор Смилевски во оваа книга ги опишал корените на песните и начинот на нивното настанување. Според него, ако во првата книга, коренот на песната Сербе Знонка беше песна по која народот ја препознаваше книгата, овде расказот за французинката Марлен е расказ по кој ќе биде претпознатлива оваа книга. Оваа книга има, например, еден од 3 расказа, така ги формулира, и тие раскази мислам дека се доста убави и убаво пишани. Едното е, например, за французинката Марлен. Таа се влюбила во еден гемиџија и кога гемиџије се враќаат од Париз во Македонија и ги подигаат овие атентатите во Солун, она сака кои се тие. Најпосле опишува на конзулот француски во Солун и ги објаснува ликовите. Вика, дали е тоа? И навистина доаѓа писмо, вика, тие си. И она, после, 76 години, еден наш велешенец, Веле Алексовски, кој магистрирал во еден француски град, имало покрај него уште 20 магистранти. Едната била мароканка и која прашал, вие колешке, што ќе пишувате? Ја ќе пишувам, вика, една тажна песна за една добра приказна. Што е тоа? Вика, па ја, вика, ќе пишувам за мароканците у мароканската војска за Првата светска војна. Вика, добро, па ти не си била, вика, во Македонија, пишува за тоа. И така ја раскажува приказната за таа Марлен, што се влюбила у еден од гемиџиите. Името книгата го добила по еден од непознатите плоштади во Велес, Којник, кој во минатото бил еден вид центар на градот. Издавач на книгата во која се опијани велешките народни песни е Сдруженијето за проучување на македонската култура, Герланда од Скопје, со подршка на Министерството за култура. Книгата донесува 40 текстови за најпопуларните велешки песни, кои што се воедно и најпопуларни македонски песни. Значи се работи за песните на Којник дуќан да имам, песната за Миле Попјорданов и 40 други песни од најстарите времења па се до најново време. Овие текстови имаат функција да објаснат на читателот како настанала песната, кои биле личностите, во кој период живееле, и за слушателот на тие песни е посебно важно и кога ги знае тие податоци има еден друг однос кон песната. Од најмлад до најстар читател треба да знаат кои се личностите кои се опијани во книгата, вели промоторот Марко Китевски, бидејќи во нејзе преку личностите е објасната историјата на град Велес. Околу 500 примероци од книгата ќе се најдат на полиците на велешките и книжарите ширум републиката.